Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува гувернерот на Народната банка Трајко Славески. Господине Славески, неделава најавивте мерки против инфлацијата, меѓутоа зошто се уште имаме повисока инфлација во однос на еврозоната? Факт е дека инфлацијата во еврозоната или дезинфлацијата оди побрзо дошто во Република Македонија. По моја оценка тоа се должи на се уште присутните инфлацијски очекувања во државата, кои што не успеавме во изминатиот период до крај да ги потиснеме. Кога велам инфлацијски очекувања, мислам на тоа дека постои верување дека цените и натаму ќе растат и самото тоа ја храни инфлацијата само од себе. Тука да речеме и производителите очекуваат дека ќе растат цените и се обидуваат да постигнат повисока цена, граѓаните се приспособуваат, работниците притискаат за повисоки плати и така натаму, но мислам дека овој процес на дезинфлација ќе продолжи и во наредните, да речем, година-две, ние ќе се приближиме до историските нивоа на стапката на инфлација од 2%. Затоа преземаме и мерки. Познато е дека заради предпазливоста од забрзување на инфлацијата, референтна каматна стапка, што е еден од основните инструменти на Централната банка во одржување на финансиската и монетарната стабилност, е непроменета од почетокот на годинава, а во меѓувреме преземавме и мерки во смисла на промени кај задолжителната резерва, кој што покрај тоа што имаат намера да го стимулираат штедењето во домашна валута во денари, сепак на некој начин се во рамките на поставеноста на монетарната политика, која што реков е предпазлива, како и други макропрудентни мерки. Само да реченица да објаснам, видите, експертите или во меѓу економистите постои консензус дека инфлација постои кога има општ пораст на цените. Ние имаме, заради некои шокови од надвор, промени во цените или од натре, промени во цените на некои производи и услуги, например во кај оваа година овошјето и зеленчукот, заради познати причини, лоши временски услови, кои што придонесуваат за зголемување на стапката на инфлација, но од друга страна значат промена во релативните цени. Овошјето и зеленчукот стануваат, да речеме, поскапи во однос на некој друг производ. Доколку тоа е ограничено на неколку производи или групи производи, не спаѓа во она стандардна дефиниција за инфлација. Значи, врз инфлацијата, ние сакаме да се фокусираме и борбата против неа на она што стои на располагање кај Централната банка, значи монетарните инструменти, а секако тука и фискалната политика, која што треба да биде одговорна, да се остваруваат проекциите за буџетскиот дефицит, понатаму структурата на трошењата кои што би биле насочени повеќе кон капитални инвестиции кои што на долг рок ја зголемуваат или го зголемуваат потенцијалот на економијата, а не се фокусирани на тековни трошења. Само така ова е рецептот за успех за постигнување на што пониско ниво на инфлација. Се уште нема мерки од владата, освен таа училишна кошничка. Како гледате на ова? Дали на владата и одговара повисока инфлација за да го полни буџетот преку ДДВ? Не, верувајте, јас сум убеден дека на владата не одговара висока инфлација и владата на највисоко ниво е свесна за тоа, затоа што познато е дека инфлацијата, посебно во последниве 5-6 години и на глобално ниво, е на некој начин ги има сензитивизирано граѓаните и сега кога зборуваме за политиката, политичарите, оние кои што одат на избори, тоа значи дека не е популарно. Граѓаните се на некој начин алергични, имаат аверзија кон инфлацијата и оние влади и политики што ќе испорачаат пониски стапки на инфлација, подобро поминуваат, тоа го покажа по новата историја на одржување на изборите на самите избори. Од тука не согласувам дека ова ја одговара на владата ја одговара ниска и стабилна инфлација, затоа што и тие како и приватниот сектор при реализација на политиките, проектите и така натаму сакат предвидливост. Кога сме кај инфлацијата и монетарната политика, дали според вас сегашното ниво на каматни стапки е оправдано или јавноста може да очекува поевтини кредити, иако и овде имаме намалување на каматните стапки?
Видите, имаме во последниве неколку години еден феномен во нашата, да речеме, во земјата, од аспект на можноста за пристапот до кредитирање и кај граѓаните, кај предпријатијата, каматните стапки се релативно ниски. Ево, кај населението и кај стамбените кредити и кај потрошувачките кредити, тие се релативно ниски и тоа се должи на високата ликвидност со која што располага банкарскиот сектор. Тоа е сосема друго прашање. На што се должи? Најмногу се должи на тоа што се уште финансиските пазари кај нас се на релативно ниво на ниско ниво на развиеност. Граѓаните предпочитаат сигурни пласмани во депозити кај банките, наместо да вложуваат во акции, обврзници и други финансиски инструменти. И оттука парите располагаат со значителна сума на средства кои што ги обезбедуваат на ефтин начин, имајќи ги во вид каматите што ги плаќаат на граѓаните. И оттука каматните стапки се релативно ниски. Да не ми забележи некој само спомна дека кај нас имаме стамбени кредити околу, да речеме, 3,5%. Во Соединетите американски држави минатата година хипотекарните кредити кои што се гарантирани од страна на парадржавни институции изнесува 7%, 30 годишни хипотекарни кредити за купување на дом на живеалиште, сега се нешто симнати, а истото ова се однесува кај нас и на потрошувачките кредити. Значи не би се согласил дека каматните стапки се високи во моментов, но со стабилизирање, да речеме, на инфлацијата и неизино симнување, да речеме, под 3%, мислам работите ќе бидат многу постабилни и појасни. Неделава најавивте мерки за станбени кредити за млади и за млади брачни парови. Дали тоа значи само услови за полесен пристап до кредитите или намалување на каматите? Вака, каматните стапки ги определуваат банките, секако следејќи ги сигналите од Централната банка, очекувањата, проценката за ризиците и така натаму и така натаму. Она што е наша намера, јас го имам комуницирано во јавноста, е да го раздвоиме пристапот, односно кредитирањето за оние кои што по прв пат купуваат стан, кои што ќе се користи за живење, и лицата кои што сосема легитимно сакаат да инвестираат, имаат слободни парични средства, дали купување на стан за издавање на закупци, на туристи и така натаму, или пак купување на стан заради паркирање на одредена количина на пари, која велам паркирање, купувате стан и останува празен. Да, тука не јавивте. И тоа, ова второто влие и на некој начин зголемување или притисок врз цените. Сега, ние што би направиле? Со мерки кои што ни стојат на располагање, би го зголемиле, да речам, односно ќе намалиме процентот на учеството собствено за лицата кои што прв пат купуваат стан, да речеме со 10% учество од процентната вредност на станот, да може да се аплицира за кредит кај банките, а ќе го зголемиме тоа учество или потребното учество кај оние кои што купуваат стан за, како што велам, инвестиција или спекулација во смисла на тамошно очекување за тамошно зголемување на цените. Понатаму, она што треба да бидат или се веќе свесни банките, дека оние кои што по прв пат купуваат стан за живење се помал ризик. Тоа е, да речем, акцептирано, тоа е јасно во банкарскиот сектор, затоа што тие се многу поодговорни, затоа што не сакаат да дојдат во ситуација да бидат постојано опоменувани заради доцнењето на ратите за објектот во кој што живеат, или во најлош случај да се доведат во ситуација да не можат да го отплаќаат кредитот и да мора да го отстапат на кредитната институција живеелиштето. Сосема е поинаква ситуацијата и поголем е ризикот кај лицата кои што купуваат, како и кај секоја инвестиција, нели? Ризикот е тука многу поголем. Од тука постои сосема легитимна препорака и ние очекуваме банките да понудат подобри услови, вклучително и пониски каматни стапки за лицата кои што купуваат прв стан. Инаку ние како Народна банка, да бидеме тука начисто, не ги определуваме директно каматни стапки кои што ги утврдуваат комерцијалните банки. Но јас сум убеден дека и банките ќе најдат својот интерес, затоа што тие во својата деловна политика го проценуваат ризикот и така ги поставуваат цените на услугите што ги нудат, вклучително и цената на парите кои што ги
позајмуваат. Ова го најавивте на средба со директорот на Агенцијата за катастар Иван Живковски. Има ли катастарот некаква поврзаност во однос на олеснување на условите? Има и тоа како катастарот располага со база на податоци, затоа што сите купопродажни договори се заверуваат таму, имотот се регистрира во Агенцијата за катастар на недвижности. Имено за да ја оствариме оваа цел, да ги олесниме условите за купувачите кои што купуваат објект за живење и тоа го прават по прв пат, ние мора да имаме начин да ги идентификуваме. Досега тоа се правило со изјави кои што понатаму, како што кажав јас, не се контролираат дали се вистинити, дали луѓето навистина купуваат стан за живење или купуваат стан за издавање, дали ја менуваат адресата и така натаму и така натаму. Видите, во светот многу е построг пристапот кон ова, затоа што се поповолни условите за прво купување на стан, а банките строго го контролираат ги контролираат изјавите што ги даваат корисниците, дури се смета за тешка повреда, тежок прекршок, доколку се утврди дека се дадени лажни информации во таа насока, и банките имаат право дури да побараат кредитот да се врати наеднаш или да се скрати рокот, да речеме од 20 години на 5 години, со што секако се ставате во многу потешка ситуација. Ево и она што вчера се случи, денови се случува во Соединените американски држави. Условот, односно основната причина за отпуштање на еден гувернер од Централната банка е заради давање на лажни податоци за тоа кој е нејзиното, господјата Кокс, мислам, примарно живеалиште при користењето на овие хипотекарни кредити. И сега катастарот, таа евиденција ја става на располагање и издаваат потврди дали лицето има имот, нема имот, дали имало, да не се прават некои манипулации во таа насока. Така, кога сме кај цените на становите, што е според вас причината за високите цени? Колку е тоа резултат на понуда и побарувачка, а колку е на шпекулации или пак цени на градежни материјали? Видите, од се помалку. Овој одговор кој што го дам, кога го слушам, не ми се допаѓа многу, него да бидеме попрецизни, да речем појасни. Тука не навлегувам, мислам дека има стабилизација по моите информации последни неколку години на цената на градежните материјали, дури нивни пад. Тоа го слушаме од самите градежници и од инвеститорите. Има тука структурни, да речеме, прашања, притисок на веќе урбанизирани делови од градовите, градските центри и така натаму, односно неможност или непостоење волја, ево, главниот град да се шири на други локации каде што претходно треба да се обезбеди потребната инфраструктура, сето тоа влијае. Но од друга страна, очигледно е дека има куповна моќ. Знаете, ако нема куповна моќ, која што доаѓа или од заштеди, доаѓа од кредити, затоа што имаме значителен раст на кредитирањето од страна на банките, кои што, како што реков, располагаат со значителен вишок на ликвидност, доаѓа од средства кои што по разни канали доаѓаат од надвор, некои сосема легитимни, да речеме, ние имаме широка диаспора, нашата диаспора која што ги одржува врските со сопствената земја. Има случаи каде што те купуваат станови и ги користат одреден период од годината или во период на неколку години кога доаѓаат во земјата, а за други приливи, нели, кои што би можеле да бидат присутни, да притискаат на цената на становите, јас не би тука шпекулирал. Има институции кои што треба да го следат овој текот на парите. Банкарскиот сектор не само што го кредитира купувањето на станови, туку ги кредитира и самите градежници, и од тука, велам, така се долува таа платежно способна побарувачка, која што на некој начин, доколку премине во еуфорија и ги тера одредени слоеви од населението да преземаат ризици, да ги заложуваат своите станови, да купуваат друг стан во очекување дека ќе го исплаќаат од кирија и така натаму, веќе се зголемува ризикот и за купувачите, а секако и за банките, затоа што ниту една банка не сака да се претвори во агенција за недвижности, да мора да одзема имоти, да ги нуди на продавање. Кога сме кај банките, податоците покажуваат и самите рековте дека имаат значителна ликвидност и раст на профит. Тоа е делумно и преку наплата на тие провизии,
Вие неодамна повикавте на правичен однос кон граѓаните, некои банки ги намалија провизиите, но дали е тоа доволно? Мислам дека пораката е сватена, банките работат со пари на граѓаните, ние ги или нашите плати се префрлат на нашите сметки кај банките, нашите заштеди се кај банките и секако треба тука да има фер однос од аспект на пристапот и цената на услугите во платниот промет што ние ги користиме кај банките. Не само неколку туку големите и средните банки веќе ги намалија, да речем, надоместоците, провизиите, некои имат навестување дека тоа ќе го направат во периодот што следи и ние сме задоволни од првата реакција, но одиме чекор понатаму, тоа е најавено во некои мои претходни настапи, ќе го прошириме опфатот на така наречената сметка која што е предвидена со Законот за платни системи, платни услуги, платежна сметка за основни функции. Тоа е посебна сметка која што може да ја отвори секој граѓанин, од каде што ќе ги врши плаќањата и ќе има за мал надомест привилегии од аспект на бесплатно или со многу ниска цена користење на услуги во платниот промет, плаќање на сметки. Ево ние дури предвидуваме она што сега е товар за одредени граѓани кои што живеат, да речеме, во населби каде што е присутна само една банка со оние машини, банкомати за подигање на готовина, па се изложени на трошоци. Дури и тука предвидуваме да може во текот на месецот 4 пати со ограничена сума до 2000 денари, што е сосема доволно да подигаат готовина од банкоматите без провизија. Плаќањата, налозите, дали се посебно во мобилното електронското банкарство, тука драматично или драстично се намалуваат, да речем, цените на услугите и тоа ќе го направиме со предлог за законски измени и очекуваме да биде ефективно од почетокот на 2026 година. Расте и паричната маса во оптек преку кредити кон граѓаните и бизнисот, меѓутоа, значи ли ова дека економијата се потпира на позаемување и дали е ова одржливо на долг рок? Видите, креирањето на парите на паричната маса е по повеќе основи. Например, ние како Централна банка, кога го откупуваме вишокот на девизи, на девизниот пазар, а тоа може да се погледне со движењето, односно растот на девизните резерви, секако дека ја зголемуваме паричната маса, затоа што ги купуваме тие евра, долари, швајцарски франци и така натаму и ги ставаме во девизните резерви, но за сметка на тоа пуштаме во оптек денари. Малку од јавноста или граѓаните може да разберат дека комерцијалните банки, тоа е насекаде во светот, по самата природа се ортак на некој начин во креирањето на пари преку кредитна мултипликација и тие тука учествуваат преку кредитите, затоа што кредитите често создаваат и депозити. Кога ќе ви одобри банката кредит, ви го стават на сметка, се зголемува масата на депозити. Но секако дека кредитната активност е во современите општества или кредитирањето е нужно, тоа значи дека не мора во моментот да ги имате средствата потребни за задоволување некоја потреба, особено при купување на трајни потрошни добра, за кои што се потребни поголеми износи. И од тука, на некој начин, земајки или позајмувајќи од банките, всушност вие позајмувате од себе, затоа што тие пари треба да ги вратите во иднина од некој иден доход. Така што мислам дека кредитирањето може да биде на некој начин или динамиката, притисок врз цените, доколку не одговара на фундаментите во економијата, да речеме стапките на раст и така натаму, но тука се централните банки во даден момент преку монетарно-кредитната политика да реагираат. Ево ние тоа го правиме сега токму кај во областа на становите, затоа што чувствуваме дека постои притисок, кој што е многу очигледен и сакаме тоа малку да го подзабавиме. Гувернере, ви благодарам за интервјуто. И јас ви благодарам. Почитувани, го следавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.